Добро вечер и убава вечер ви посакувам на сите вас. Ете така, помина и нова, ама и стара нова, а ние уште си славиме. Нормално, Јапонците само да чујат за нас, некој слави затоа што идат водици, а ние се забавуваме затоа што секогаш добро си поминуваш ако си во добро друштво. Ние сме веќе богати затоа што сме со нашите пријатели, како што е нашиот покровител државната лотарија. Играјте Лото 7 секоја среда и сабота, бидејќи главната премија надмина 67,8 милиони денари. И не заборавајте играта Джокер, бидејќи знаете, таму за многу малку можете да добиете ептен многу. Гребките се модерни секогаш, значи гремете, ги има бројни, преку десетина различни за празниците, се уште траат, нели? Еви за водици секогаш е популарно. Подарете гребка, со тоа подарете и среќа, односно споделете ја со некој од вашите пријатели. Веднаш до нив на самиот врв се и останатите наши поддржувачи и пријатели. Меѓу другите бучен козјак на најдобар начин, знаете, така што ги изработуваат оние превкусни здрави млечни производи кои ги има насекаде и во скоро секој маркет, така да лесно ви се достапни. Алфи Техно Центар ги има и во Скопје и Куманово, два ексклузивни и преубави продажни салони полни со квалитетна роба, а и двете места за кои јас велам дека имате онака се на едно место близко. Не знам, па милион производи има. Не може да се избројат колку ги има. Премногу. Никогаш не е премногу секако за добри клиенти, бидејќи ќе најдете тука се што ви е потребно за дома и за вашата канцеларија. Производите на Арис кои прават чисто ренто само ако пофајтате добро. Многу се практични за примена, а обезбедуваат сосема чиста околина. И на крајот, нема ние да заборавиме, а секако и вие, ако ги посетите на оној преубав амбиент и момент кој ќе го доживеете во етно село Тимчевски и во ресторан Еден, нивниот најнов ресторан каде се организираат феноменални свадби и веселе. Ај, сега можеме да си дозволиме и по некој насмевкот и онака ќе почнем да зборувам за се она на што прво ќе се сетам. И еве нормално, на што ќе се сети човек ако не на својата прва комшилка, она која ми се испонаша онака без врска кога сакав да ја насмеам малку, ти бев убеден дека си имаме тоа, на ти го дај ми го. Таа ме праша само одалеко, онака, комши, да не имаш метар? Јас кажам, не, комшилке, што знам, едва до 20 сантими ако има. И потоа таа почна да пцуеше и моето куче се вознемили, почна да лаеше тоа, ти, нели, ако прва комшилка се не е домашна. И потоа таа исписка одеднаш на глас, мора да идам до центар, да си купам нешто да се смирам. И замина во центар, купи некои чизми и се смири да видите не пцуеше веќе. Така, тоа се жените, ама не се сите исти. Значи, немој да правиме сега флоскули, не се исти, некој ќе ти го распара грбот со ноктите, може да се случи, некој ќе ти ја распарчи душата на парчиња, некој ќе дојде пак кај тебе дома, онака навечер и ќе ти ја исцеди ракијата до дно. Што да се прави. Така ти е тоа. Така е, некој пие од мака, некој пие од љубов, а некој од тага, а таа пие од сабајле. Да, од сабајле, па ќе дојде на вечер и тогаш ќе ви ја испие и вашата. И потоа, така стокмена и направена, ќе се фати за телефон, претходно ќе се слика и ќе објави и ќе се пофали дека имала скоро 500 прегледи. Како тоа да е нешто најважно. Бре, женска душо, уште пред 20 години, мојата мама, кога не постоеше Инстаграм, имаше, знаете ли колку, многу повеќе прегледи, може преку 1000. Туку ај кога сме веќе кај прегледите ги спомнав, сега да прегледаме, што тоа ќе гледаме, ќе имаме интересна емисија, музиката ќе доминира, бидејќи утре се водици. Вечерва, забава со Нема љутиш. Срби? Си тачан, они се европски прваци, светски прваци се они. И олимписки, бе. Петко си е многу чесен и лесен. Не ли е Лезецки после пијанко да се исцрка некоја чорба кисела? У тој гараж, ти ме викаш мене у тој... Да. А треба ли да се донесе нешто? Бе, ако донесеш месце некој, ете...
То брижеш тој пластична, бе. Се наде за него будал. Него кад сме куде будале. Стварно ли бе што збори по град? Ти си вие тренер на ватерполо клуб од Кумано. Стварно, бе? Стварно? Бие. Бие, више не сум. Зашто не си? Сменисва ме. Зашто те сменисва? Па зашто? Не слуша, бе, така нешто. Они не слушав, тебе те сменисва. Да, неспоразумен. Убаво ми почнamo, ти кажу, право тренирамо тој неколку месеца, но бе базенче малото што ќе имамо кој нас. Добро, дето едното што е, да, и? Припремамо се убаво кондиција, све. И отидемо на пријателско, кам да изиграмо, докуде сме? У Србија бе сме. Во Србија? Бе си тачано, они се европски прваци, светски прваци се они. И олимписки бе. Али, викам, ајде бе, што ако ништо друго ги се држимо, мајко. И добро почнаа смо. Они поише на пас, едно време, почеток, и наш голман одбрани, има еден кој е мене маце многу брз. Фати го топку, кад се заплива напред, плива маце, ја викам оно, маце, дај го топку на дацета. Јог бе, како да не чуе, па плива, представи овие други. Напред, иде сам ја, па викам, маце, одма го давај топку на дацета. Јог бе, како глуде, не чуе, дојде пред голмана, постави се замана два пут, вап, даде гол. Па добро бе, па што сакаш, па даја гол? Па даја он гол, а даце што ми се удави до тага. Викам ти, несреќа и смени сме. На суво брич, Петко Безич, воле какви бели со Петкови жени. Петко си е многу чесен, малу си е лесен. Малку. Подводлив. Жена ми, знаеш кој ми вика на мене? Ја, у тебе имам поверење. Немам у тие туѓи жене поверење. Тоа е работа. Првата му беше личен Јоргован, со комшија ја фатија горе на таван. Горе на таван, меша бакрдан, сладок бакрдан, горе на таван. Петко си е многу чесен, малу си е лесен. Петко си е многу чесен, малу си е лесен. Ај ти види како Петка, па ке ти виду. Ке биде на Сувобрич. Нека, боле овој да си седил миран. Втората му беше лична како дрен. Таман за мене. Неа ја фатија на Ѓурѓов ден. На роден сум Ѓурѓов ден, среде бел ден. Опа! Море какви бели со Петкови жени. Петко си е многу чесен И лесен. Многу си лесен. Ама како за мене ово е стварно, значи втората, ја имам втората, на Ѓурѓов ден сум роден. Значи, Како му е написана машала. строфа, влаче, како Браво, за njega. Без... супер. Браво, Боби. Свири бе, човек? Nije lako, druže moj, kada živiš u tuđini, često budeš sam sa sobom u tišini. Nije lako, druže moj, kada živiš u tuđini, a sve bih dao da je ona
tu negde u blizini. Srećo moja prva ljubavi, reci mi sada gde si ti, na mojim usnama zauvek će tvoje ime ostati. Srećo moja prva ljubavi, reci mi sada gde si ti, na mojim usnama zauvek će tvoje ime ostati. Ja ne znam da poju, ama što sviru kad drug poje. Ovo sve. Ovi mi gi Mišovi? Ne, ovi je, znaš kako, ti stavаш na masa i kao da gi Еве на македонски, бидејќи имам и македонска верзија. Nelesno, brate moj, koga si sam vo tugina, često sedi sam, vo duša so gorčina. Nelesno, brate moj, koga si sam vo tugina, a sebi dao da je ona vo moja blizina. Srećo moja, ljubo moja si, kaži mi svega kada si, na moj te usni pečati, tvoje to ime ostavi. Srećo moja, ljubo moja si, kaži mi svega kada si, na moj te usni pečati, tvoje to ime ostavi, tvoje to ime ostavi. Сагате на македонски, сагате на оној универзален балкански, не можам да кажам јекавица и јекавица, се едно, ова типувам дека ќе биде твој голем хит. Jajca ќе ти не само да јаде. Браво. Кажи ми на 4 очи и ке се помирам. Не сум човек што со глава од зидот удирам. Нашите кафани ке ги напуштам, сите музиканти ке ги распуштам. Што ке ми е тоа кога немам кому да се враќам. Кажи ми во 4 очи и ке се помирам. Не сум тој што криви дрими, во љубов исправам. Сите стари сметки ке ги исплатам.
Со моите бојни ке се испратам, што ќе ми е тоа кога немам кому да се враќам и да се смирам и во глава опевам. Одусни, нема да те избркам, после тебе јас сум крал без струна, виолина без златна струна, после тебе јас раскрстих со љубовта. После тебе јас сум крал без струна, виолина без златна струна, после тебе јас раскрстих со љубовта и со паметта. Браво, маестро. Колемерак имам леле и од желба гора, кога ќе те видам јано, не знам што да сторам. Сакам да ти придам леле, ама храброст немам, да те грабнам и да бегам, друго чаре нема. Да те грабнам и да бегам, друго чаре нема. Леле Моријано, моје црно око, искоре по тебе јано, моја лутарано. Моријано, биле моје бело, полична од тебе јано, не видов на веко. Негде ке те премолчат, негде ке те сокријат, гроб со гроба ке покријат. Само ти си безсмртна, жива вода подземна, кај што тогаш ти извираш. Само ти си безсмртна, жива вода подземна, кај што тонеш ти извираш. Векови, векови, заедно ке минеме, древна земја македонска. Така е пишано, ништо да не видиме, ти без мене, јас без тебе. Векови, векови, заедно ке минеме, древна земја македонска. Така е пишано, ништо сестро да не видиме, ти без мене, јас без тебе.
Ти без мене, јас без тебе. Вижте ми се дава на тебе. Браво, маестро, браво. Ти Маестро ги Коки Бавтировски. Лезет. Полак. На Пенане и за смерак се пие прво кафе са ваља на некој тарасу. Кад е слободен ден, например, неделја или некој празник. Ако е тераса у некој природу, па наместо зборење на жену ga слушаш појање на некога фикера или штиглицу, лезет е још поголем. За рак и за мерак нема лек, тако вика стари. Не ли е лезетски после пијанко да се исрка некоја чорва кисела, да се ококори белци и с нови силе да се појде у нови победе у ден што следи, а? Ама сам го изрецитираја овој комуњарски, што ви кажала нова млада генерација, која се разбира од чат GPD, ама од лезет не. Ја мислу тој чат GPD ќе објасни што е лезет, ама никад не може да ga осети. Па тој не ли е вештачка интелигенција? Лезет е турцизам и значи уживање, задоволство, мерак. И ga нема свак ден. Нека треба се помучиш и сам да си ga направиш лезет, онакој како ga осеќаш. Еве, ја би сакмо гаја да се налупам некој месиште како за вечеру и онакој лезетски да испију некој грч ладно пивце. А? Мераци. Лезет. Да, бе, намерно ми е направила, све се мислу намерно. Онај мојата, онај ден. Прати го бре у продавницу пиво да купи. Ако не е намерно, замисли бре што ми направи, замисли. И што? Рип напред на улицу удари го авто. Тој ми направи, пропасти ме. Ај, добро, и ти што направи? Што да направи такvu ситуација, бе, се Стојко? Чаре, не, мора да се снаоѓаш некако. И имаше среќа, малце, од тој мој ракијаш 5-6 кила, па си пара хичко пикат, нема пиво. Види го онако де, памет иде. Мислу, сакам и прашујте, помогнали му нешто на жену, добра ли е? Ја да му помогнам. Она не е добро одамна. Затој смо и љути, бре, што ќе му помагам на мене, да ми се такво што десило, она ќе слави, па да ќе му помагам. Да и ништо не е, бре. Ајде, оди тамо, кажи овие доктори, удрија го кук. Натрутија го мас. Она како се здебели, бре, добро дошете шофер до кук. Тој има да се иде до кук, а тој авто, па него, што го удрило, њума, кој зна. Тој авто, слушај ме мене, осигурање не га фаќа, европско. И викаш па карани. Зашто сте се скарани? Зашто? Не, ја се нешто налюти. Болено ли е, бре, се Стојко, нешто го се налюти, и он само се насмеја и кажа, да, не се ќе заспиеш ти вече. И ништо, и она заспа среќа тој дом пред мене, не свести се кад го удри авто, ама да ти кажам, право, Стојко, задни 3-4, можда и 5 ноќа како искочила она од болницу, никако да заспиу, сон ме не ваќа. Па кажала, ти ќе заспиеш ти вече, него да те прашам. Ама поштено да ми кажеш, спиеш ли ти још со жена ти? Да спию, па не спию, куде бре ќе спию, бе Стојко, тачно не јас сум роѓени зуби не спию последно време не посажено. Спию нормално, тој млад кад сам ја не сум спаја, сега спию па ти крчу највише. Имаш и ти муку некој само не кажеш. А да те прашам исто, ја па у те па се прашувајките. Деси ли ти се некад да чуеш гласови, а да не видиш никога? Да знаеш, да, мајко. Да. Па обично кад збору на телефон. Нема разбирашка со тебе. Да, не може такав муабет да правимо. Ај сак нешто да кажу различно од друго. Озбилно не знаеш? Озбилно. Ај јутре да дојдеш куде мене да печемо скару. У гаражу. Куде? У моју гаражу. У твој гаражу? Ти ме викаш мене у тој... Да. А треба ли да се донесе нешто? Бе, бре, ако донесеш.
месце некој, ете, и чумур, оној ти твој што ga имаш за скару. И 1-2 кила вино да донесеше, и онај железна скара твој, што е тај твоја на ногарке њум да го донесеш. А вино црвено, тој се свиѓа на тебе? Да, да. Да го саш да донесу 1-2-3 кила ракiju, да? Ама ти е текнало. Како нема? Ако, понеси и ракичко. Колку? Ајде. Колку да има за нас, и ако дојде некој? Зашто, бре, колку да има, ќе понесу 2-3 па и балонче од 5 кила. Може ќе дојдат други гости натаму, бре, снимаш у куќ. Срам да ти е, бе, ја ќе ти донасам на тебе. Не те срам, бе. 10 години доваѓаш у гаражу место да седимо кој тебе, некад се у моју гаражу. Не сам ни знае дека имаш гаражу. Имаш ти стварно ти гаражу. И да не треба и гаражу мој да ти го донесу, а? Гледај, види ga, у Немачку работа е, па јаш он љут. Бре, а? Добро, бре, Ставре, предложите малко да се разонодимо, разбираш, да се разманемо. Што не ме предложи за преседница, него да се разбанемо? Не, видиш, бе, време лети, бе. Петак док трепнеш оно понеделник, па си трепна е петак. Абе, колко брзо иде време, па... Абе, док трепнеш, живот прошија, Ставре. Твој можда, не мој. Ај... Како ми го војка жасак не смеам да трепну, бре, бајка. Што кокориш тие очи? Цел ноќ око ќе остану. Па не знам, бре, страме ако трепну, кој знае што може да ми пројде, кад време проваѓа такој. И паре може да летнам такој. Хеј! Не, огуј. За замисли, трепну и стоп, пројдеш ти, снемат. Готово више, нема у мој живот. Не, бре. Толку добро мене не може да ми се деси, бе, става. Прости ми, од навреди со ништо веќе не би погреши. Моите зборови заборави ги, од да не ми биле кажани. Бакли ме и прегани ме, ја призна веќе душовината. Дај не мачи ме, хајде прозвори, понасверува судбината. Твоите бакнежи на моите бели кошули, цела ноќ ми будат спомени. Две недели раздадени и осамени, за некој може да ме замени. Зар некој може да ме замени? Браво! Август посветен се роди трети линден. Среде Скопје храм македонски на Свети Климент Охридски. Среде Скопје
hram makedonski na Sveti Kliment Ohridski. Zapejte svite angeli, zagrmete stari kambani, zbirajte se Makedonci, budete blagosloveni. Zbirajte se Makedonci, budete blagosloveni. Budete blagosloveni. Браво, маестро, браво. Да, јас ќе се обидам, јас ви спомнав и претходно, сакам убави песни на сите јазици. Да. А Тереза е една од пејачките која што исклучително ја почитувам и од мала ја слушам и еве од неја ќе се обидам нешто. Тереза Кесоја. Тереза Кесоја, да. Ајде, легенда. Ти знаш да нisi драг многим другим женама, а ти си само мој, ти течеш мои венама. Уведи ме у ноќ, uzmi me i ljubi me iz ovog divnog sna, nikad ne probudi me, za te živim ja, za te umrijeću i sve dok živim o tebi pjevaću. Moja, moj živote, ljubavi, srećo moja, tugo moja, moja posljedna i prva ljubavi, zlato moje, sunce moje, dušo moja, moj živote, srećo moja, tugo moja, moja posljedna i prva ljubavi. Srećo moja, tugo moja, moja posljedna i prva ljubavi. Sami dozove me nose po tvoja ta ulica. Stara ljubov 23, moja poslena snaglica. Ušte stoji ta klupa, kaj što taksi te ostava. Tamo ljubov ta za nas, kako sveća ugasna. Ušte mi pari ko žicana gitara, ušte ko kompas srce vo te bara. Ti si lep za duša boemska. Ušte mi pariš ko ta pesna stara, konec po konec srce o me bara. Ti si lep za duša
душа боемска. Бобе, браво! Свака час само едно нешто ќе ти кажам. Видели кој ми се замисли Љупчо? Па мајко му друг пат кога ќе ми дојде гостинка, ти земи пајдуш кога го свири да играмо. Сентиш ми свириш со Љупчо. Да, бе, Помисли човек ќе треба да игра с мене. Zrelo jabloko, ne gledaj takav podoko, dušava mija izgore, i bubregov mi go pregore, kako vadar ke dotećam, najrad se ke te odnesam, kako šara ke izraste, ljubov ta naša golema, kako vadar ke dotećam, najrad se ke te odnesam, kako šara ke izraste, ljubov ta naša golema.
И еве пред крај, се надевам убаво си поминавте, прекрасна музика, веќе слободно можеме да прогласиме и враќање на работните обврски. Не од утре, празник е, ами од вторник, нели? Мора да се вратиме и воедно да ставиме крај на прославите. Доста беше според сите параметри, бидејќи многу се јадеше, а најмногу се пиеше за празниците. За време на празниците оваа година, само тоа да го споменам, повторно се врше испитувања, па така тие испитувања утврдиле дека во Германија најмногу се пие пиво, нормално, во Франција што? Вино, што друго? Во Русија водка, а во Македонија да ве видам, а? Во Македонија кога се пие најмногу? Најмногу се пие во Македонија кога некој ќе те части. Ние пак можеме да ве почастиме онака нова епизода, веќе следниот викенд со нас и нашите пријатели, како покровител Државна лотарија и нивните бројни игри во вид на грепки и секако главната лото 7 секоја среда и сабота над 67-8 милиони денари е главната награда ако успеете да боцнете 7 бројчиња. Играте одговорно затоа што така единствено може да се игра оваа игра. Ова е традиционална, давнешна игра. Да. Подарете грепка, да не заборавам, модерно е секогаш да се гревете и на работа и дома, а и на гости. Подарете грепка, усреќете некого, затоа што таму се кријат евентуално и потенцијално големи добивки како стан, автомобил или некоја вредна парична награда. Има бајаги големи. Ние ќе ви подариме, како што реков, нова емисија, заедно со лотарија, со млечните производи од Бучен Козјак, Алфи Техноцентар во Скопје и Куманово, чистите детергенти од Арис и незаборавните моменти и спомени во комплекс Етно село Тимчевски и ресторан Еден. До тогаш знаете дека може да го видите Нема љутиш или да ја видите емисијата преку репризи на сите социјални мрежи како Facebook, Instagram, TikTok и YouTube. И ај онака како за крај. Дечко, некој дечко едва и нашол девојка, како што спомена при најавата и веднаш ја носи дома. Таа приблезот додека да ги соблече чевлите, некако и летнало гулапчето, кој прави она најчесто трт, ама не мора да звучи секогаш така убаво, нели, може и малку по да е онака, да не кажам како. Ете, веднаш потоа таа сета посрамена за да го сврти вниманието на друга тема, погледнала нагоре, ама не го брала таа гулапчето, не може тоа, не оди само горе, се шири. И таа гледа нагоре и гледа, вели, ама убав лустер, ле, демек да не чуе дечкото за она гулапчето, а дечкото и вели, за ово ли збориш во ходникот убав? Ама, па ти кога ќе влезеш во дневната, па ти има да се усериш. Ајде, чао.